Од 1991 година па до денес се изнаслушавме еден куп предизборни ветувања, а со оглед на тоа што избори се ближат, редно е да се потсетиме на некој од нив. Твоето политичко ветување звучи познато. Денеска играме епизода број 10. Ало, кој се јавува? Биденов дека се јавува Горан од Кочани. Горан, како е во Кочани денеска? Добро, сончево, така. Малку облачно, малку сончево, така. Одлично. Се јавуваш да играме твоето политичко ветување звучи познато, функционира на следниот начин. Јас ќе ти прочитам едно политичко ветување од една од партиите, ти имаш две задачи. Прва задача да погодиш кој го кажал, втора задача да погодиш дали е остварено или не е. Добре, па ајде ќе пробам. Ајде, твоето политичко ветување е следново. Ние, како министерство, ќе се ангажираме да се најде безбедно земјиште за да учениците учат и бидат безбедни. Очекуваме одговор од експертите, кои што ќе извршат проверка на земјиштето во некоја друга локација и да се превземат мерки за изградба на училиштето во селце Тетовско. Што мислиш? Мислам дека това го кажа министерот за образование. Да, министерот за образование Пиштар Лјутфију, ветувањето се однесува на доизградба на училиштето во селце Тетово, а беше наведено во програмата на ДУИ во 2014 година. Што мислиш, дали ова политичко ветување беше остварено или не? Искрено да ви кажам, мислам дека не. Како и се што до сега не е остварено. Ајде да провериме на vistinomer.mk. Вртиме. Во право беше ова ветување не е исполнето. На 17 ноември 2013 година заменик министерот за образование Сафет Незири беше во селце за да ја види состојбата на објектот. На 27 декември 2014 телевизија Алса Тем извести дека се уште нема некое конкретно решение, за да на крај на 21 мај 2016 актуелниот министер за образование и наука Пиштар Лјутфију продолжи советувањата за наоѓање на земјиште за објектот, што го прави ова предизборно ветување неисполнето. Честитки за тебе, благодарам за учеството од radioindex.mk и vistinomer.mk. Имаш шолја за кафе за да можеш да си ги претуркаш предстојните избори кофеинизирано. Фала многу. Помини во радио доколку доаѓаш во Скопје, ако не остани на линија да ни оставиш адреса и ќе ти ја пуштиме шолјата по пошта. Ајде, ќе останам на адрес. Остани тука, доколку ти сакаш да играш твоето политичко ветување звучи познато, имейл на твоето ветување е radioindex.mk со име, презиме и број каде може да те најдеме или прати ни SMS на 075-755-588. Твоето политичко ветување звучи познато секој работен ден во 14:30 на radioindex.mk. Радио Индекс. Најголемите хитови од 80-тите, 90-тите и денес.